Денеска еве овдека правиме историја. Фродем и иницијативата за реформи се обединуваат за понатамошна иднина, подобра иднина да се направи во партијата и во нашето општество. Денеска убав ден, Свети Климент. Ние ќе направиме едно тело кое ќе биде составено од иницијативата за реформи, Фродем и сите други од ветераните и од сите други асоциации кои се излезени од ВМРО ДПМН. Координатор на тоа тело е Љупчо Алексовски и Михо Пановски. Михо Пановски не можеше да дојде во моментов бидејќи е на службено патување. За повеќе подробности Љупчо Алексовски ќе ви одговори. Благодарам. Му давам збор. Ако може така да се каже. Љупчо, повели. Денес на овој убав христијански празник еве една убава вест што се однесува до ВМРО ДПМН и иницијативите кои се за демократизација на партијата. Со овој гест на прво обединување покажуваме дека ВМРО ДПМН во своите редови има сила за демократски капацитет и надминување на состојбите во партијата на демократски начин кои ќе гарантираат евроатлантска иднина на нашата држава. Ја користам оваа прилика да ги повикам и останатите демократски сили од ВМРО ДПМН кои не се задоволни од актуелното раководство и актуелното водење на партијата во погрешен правец, да се приклучат во оваа иницијатива и со заеднички сили да успееме да ја извадиме партијата од оваа несакана ситуација, а излезот од таа ситуација по длабоко моје убедување е само влегување на демократијата во самата партија. Тоа од прилика, ако имате некој прашање, слободно поставете. Која е основната цел на ова тело што планирате да го формирате? Ќе биде тоа нека нова партија? Тоа тело, значи, ќе биде врзивно ткиво на тоа тело ќе биде принципот и идејата за спроведување на демократија во партијата. Тоа би значило промена на статутот, на постоечкиот статут на партијата ВМРО ДПМН со демократски основи, каде што основата ќе биде изборот на сите тела и органи, нормално и председател на партијата, ќе потекнува од членството од местните и општинските комитети. И тоа ќе биде врзивното ткиво, практично ќе биде демократија и демократизација на партијата и понатаму нормално и на општеството. Значи никако нова партија. Партија не. Никако нова партија. Ова се сите сили на ВМРО ДПМН. Ова е обединување за подобро ВМРО ДПМН. Се знадеваме дека овој пример ќе го следат и сите други членови. Дека треба да се обединеме. Но слушаме веќе долго време од ваша страна, дали имате конкретен план како тоа ќе го направите? Кој пример е, не може да влезете ни во штаб на вашата партија? Видете, значи за сите одлуки и действувања во иднина ќе има заеднички одлуки. Сега е многу битно сите тие демократски сили да се стават во една функција и да изиграваат една оштрица која ќе донесува одлуки и ќе делува внатре и надвор партијата. ВМРО ДПМН утре одржува централен конгрес, на 23 се најавува централен комитет, конгресот е на 23. Кој имате ли некаков план еве на овие две високи партиски тела да ги изложите своите барања некако преку овие да ги остварите вашите барања? Нашите барања досега беа од сите страни изложени во повеќе медиуми и на портали нормално. И барањата беа да има демократски избор на кандидати за членови на Конгрес, кои на демократски начин ќе бидат избрани од местните и општинските комитети и така да нивната волја ќе може да ја изразат на Конгресот, со тоа давајќи го гласот за оној кандидат кој мислат дека ќе биде најдобар по нивно убедување. Да не биде и да не се повтори приказката од прошлиот Конгрес, каде што практично беше една приватна забава на Никола Груевски. Имате ли може би некој ваш фаворит? Вака, официјален став за Конгресот, за наредниот Конгрес на ВМРО ДПМН, официјален став, ние како иницијатива,
Впрочем, и затоа е овој обединување, за заедно да комуницираме на тие теми, да видиме кој ќе биде нашиот официјален став, ќе го дадеме на 17 декември. Значи, нашиот официјален став ќе биде на 17 декември. Сега за сега се уште немаме официјален став. Имаме став како јас, како Александар, како Љупчо, но официјалниот став ќе го дадеме на 17 декември. Во врска со Конгресот и со се во врска со Конгресот. На 17, ве молам, немаме сварно одговор на овие прашања до 17 декември, бидејќи ние сме веќе навистина голема организација и затоа е ова цело сплотување, значи треба да донесеме заеднички став сите. И тој став ќе биде соопштен на 17 декември. Само се поизвестно е дека истите луѓе ќе бираат како номинатиот конгрес. Како е, барем за тоа имате ли став? Велите вие сакате нели луѓе кои што се од натрешноста од Вака. Значи, точно е дека се истите и дека е водредниот конгрес со истите делегати, затоа и сега имаме секојдневни активности, се гледаме на терен, работиме, добиваме, црпиме мислења, не сакаме сами да донесеме одлука, мораме да ги прашаме сите. Кога ќе ги добиеме одговорите од сите општински, кога ќе ги добиеме одговорите од сите асоциации што се обединуваме, ќе го кажеме нашиот официјален став. Првично од споменатите имиња има ли воопшто некој што може да го поддржите или сосема некој? Не можеме ништо да кажеме, нема такво ништо. Такво нешто нема. Заеднички став да се заеднички став треба да се подржиме, дали ќе имаме своји кандидати, дали ќе бидат исполнети условите ние да учествуваме на тој дали ќе бидат конгрес исполнети. како здружување, тоа ќе се донесе одлука на 16 и 17 ќе бидат информирани. А зошто не би били исполнети условите? Па зошто ако останат истите делегати, значи сега треба да се чекаме утре да видиме какви се одлуки ќе донесе Централниот комитет. Од кај знаеме може да ќе се случи да не ја прифатат оставката на Никола Груевски. Не ги знаеме нивните потези кои све денови ги куваат, али оној момент кога ќе тие искочат со, односно утре, кога ќе окажат својот став и одлуки практично ќе донесе Централниот комитет, во тој случај ние ќе се состанеме и ќе изградиме свој став и ќе го соопштиме на медиумите. И не само на медиумите, иначе тоа ќе биде став на сите што сме обединети Да, заеднички став. заеднички. Друго прашање? Кој од делегатите ги имате кај вас во своите реди? А, тоа е тајна. Пребројале? Сме се преброиле. Деновиве се пребројуваме. Значи, Барем 30 имате ли колку? сега, Не сакам да шпекулирам со бројки, меѓутоа Може да има им делегати наштетиме. кои се наклонети на нашата иницијатива. Се работи за голем број 500 и колку? 560, да. 560, нормално е дека работиме на терен, не спиеме, имаме. Што не ни кажавте многу? Добро, па самото обединување, видете Значи, ова е после... прв чин обединување кое, да кажеме, за македонски услови е голем исчекор, бидејќи И за Вомровски, и за Вомровски. Да. Самото тоа сакавме да даеме до овакво обединувањето. Поише ние, значи сакаме да даеме на обединувањето што го имаме. Самото обединување значи и укрупнување на силите, демократските сили, што значи ја зголемува нашата моќ и членството, да можеме да делуваме со... Јас сум Александар Коневски. Цезар ме викаат. Вие што пратите сообщение? Да, Цезар, да. Како Фроден да ве потпишува? Не, значи има пишува соопштение. Фродем е иницијатива за реформи. Јас сум од Републичкиот штаб за реформи. А Љупчо Алексовски е председател на Фродем. Не, немаме назив. Називот, значи деновивот како ќе Да, се немаме состанеме, тоа е најмалата работа. Ние сме ВМРО ДПМН. Сите сме ВМРО ДПМН. Значи тој ни е називот. А Љупчо Алексовски? Фродем. Да, председател на Фродем. Официјално што е? Да. Сега за сега. А после кога ќе се вклучите? Да. После тоа веројатно ќе имаме некој ВМРО ДПМН. Ќе бидеме од денес, Тоа што ние сме сме устали. ВМРО ДПМН, тоа што сме. Официјално тоа. Ние официјално сега се здружуваме. Да. Официјално се здружуваме сега во овој момент. Инаку сме